Добро дојдовте во Урбаните вести. Од септември започнуваат работите за поврзување на општина Газибаба и аеродром од Скопски саем до хотел Русија. Ова е првата вест за денеска. А еве што друго ќе гледате во вестите. Газибаба освен со аеродром, сообраќајно ќе се поврзува и со кисела вода. Општина Ѓорче Петров го измени урбанистичкиот план за Стопански двор. Почна целосна реконструкција на јавното осветлување во населбата Лисиче. Започнува реставрација на античкиот театар во археолошкиот локалитет Скупи. Општина Газибаба ја продолжува акцијата за санација и реконструкција на улиците. Освен санација и асфалтирање на улиците низ општината, според најавите на градоначалникот Борис Георгиевски, од септември ќе се започне со булевар Асном, кој треба да ги поврзе аеродром и Газибаба. А освен со аеродром, Газибаба ќе се поврзува и со кисела вода. Започна градежната офанзива во општина Газибаба за санација и реконструкција на улици во повеќе населени места. Неделава започната е санација и асфалтирање на повеќе од 21 улица, а се работи на уште 8 улици. Се асфалтираат улици во населеното место Инџиково, а се подготвуваат улици за асфалтирање во Сингилич, Камник, Железара и Трубарево. Како што најави градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, во населените места Страчинци, Брњарци, Црешево, Булачани и Раштак ќе се асфалтираат улици кои беа оштетени од поплавата, а според најавите на градоначалникот ќе се продолжи со реконструкција на улици и во урбаните места низ општината. На овој начин ја заокружуваме комплетната наша обврска во делот на реконструкција на сите уништени улици кои што беа од поплавата. Секако продолжуваме и понатаму со капиталните улици кои што ни се од суштинско значење. Тоа се улиците во Железара, во Автокоманда, во Кераминица и во Вардариште. Градоначалникот Георгиевски најави дека од септември започнуваат со активности за булевар Асном, кој заедно со град Скопје треба да се изгради од Скопски саем до хотел Русија, а ќе започнат и со техничко поврзување на булеварот пролетна офанзива кој што треба да ги спои хиподром и кисела вода, со цел да се создаде побрза врска. Од септември веќе отпочнуваме со булеварот Асном, кој што заедно со градот Скопје ќе треба да го изработиме од Скопско сајмиште до хотел Русија, а од друга страна започнуваме со техничко поврзување на булеварот пролетна офанзива кој што ќе треба клучката во хиподром и населеното место хиподром да го споиме со кисела вода и на тој начин да создадеме побрза врска и можност да луѓето побрзо се движат во овој дел на градот. Со цел да им се излезе во пресред на граѓаните, општина Ѓорче Петров го измени урбанистичкиот план за Стопански двор, со кој наместо изградба на фабрики, жителите ќе можат да си ги легализираат куќите. Општина Ѓорче Петров за да им излезе во пресред на граѓаните, односно за полесно да може да си ги легализираат своите објекти, објави дека Советот на општина Ѓорче Петров на последната седница изгласа одлуката за измена и дополна на урбанистичкиот план во населеното место Клучка Стопански двор. Со измената се предвидува дел од планот од индустрија да се менува во домување. Урбанистичкиот план во населено место Клучка Стопански двор е усвоен со одлука на Советот во 2010 година со намена Г2, Г3, Г4 лесна незагадувачка индустрија. Со стапување во сила на Законот за легализација во 2011 година се појави потреба од измена на дел од намената на планот од Г индустрија во А домување, бидејќи дел од урбаната единица А е со изградени објекти за домување и собствениците на овие објекти не можеа да се ги легализираат своите објекти, бидејќи не одговараше намената на планот, истакнуваат од општина Ѓорче Петров. Урбаната единица Б ќе задржи намената Г, бидејќи парцелите кои генерално беа во собственост на Република Македонија веќе се отуѓени по пат на јавно надавање. Урбаната единица Б во која од усвојувањето на планот во 2010 година до денес не е издадено ниту едно одобрение за градење со намена Г. По согледување на општината и одбарање на граѓаните се пренаменува комплетно во А, зона за домување, бидејќи се наоѓа на извонредна локација кон југ и поглед кон планината Водно и браната Матка.
Започна реконструкцијата на јавното осветлување во населбата Лисиче. Во рамки на акцијата ќе се дислоцираат и столбовите за углично осветлување кои се наоѓаат во дворовите од куќите и истите ќе бидат поставувани на јавни површини. Општина Аеродром почна целосна реконструкција на јавното осветлување во населбата Лисиче. Од општината информираат дека во рамки на активностите се заменуваат старите со нови метални столбови за јавно осветлување, кои сега се наоѓаат во дворните места на куќите во населбата. Освен замената со нови, столбовите кои со години се наоѓаат во приватните дворови ќе бидат поставени на јавна површина, односно на тротоарите. Станува збор за 265 столбови и околу 330 нови светилки, за што општината издвои 6 милиони денари. Исто така континуирано се врши тековно одржување на осветлувањето на целата територија на општината, а во текот на годинава е планирано и за прв пат целосно осветлување на трговскиот центар во населбата Лисиче. По направените анализи, од денеска започнува реставрација на античкиот театар во археолошкиот локалитет Скупи. Реставрацијата ќе трае околу 2 месеца, а при нејзината реализација ќе биде зачувана автентичноста на театарот изграден во вториот век од нашата ера. Конзерваторско-реставраторски работи кои беа започнати во 2016 година биле прекинати со цел да се изготви нов проект кој нема да вклучува модерни ефекти непознати за времето во кое бил изграден театарот. Управата за заштита на културното наследство денеска на археолошкиот локалитет Скупи ги презентираше досегашните реализирани конзерваторско-реставраторски работи на античкиот театар. Реализираните и идните активности ги презентираше директорката на Управата за заштита на културното наследство Елеонора Петрова Митевска, која напомена дека за околу 2 месеца се очекува комплетната реставрација на античкиот театар во состав на локалитетот Скупи. Оваа година мислиме да се задржиме најмногу на гледалиштето, на првите редови од гледалиштето, бидејќи сметаме дека тој дел е најзагрозен и тој дел би требало да се направи со оваа фаза, односно со анексот на проектот кој што го направивме, во кој што реков ја тргнавме реконструкцијата и ќе се прави само конзервација и реставрација. Од театарот имаме сочувани само околу 4 оригинални седишта, од кои што едното дури било уништено, од кое што се кршело камен кој што било употребено за ѕидовите, за жал, така што не можеме да се пофалиме со голем број на седишта кои што би можеле да бидат употребени. Како што беше истакнато денеска, во август 2016 година биле почнати конзерваторско-реставраторските работи на гледалиштето на античкиот театар на Скупи, а прекинати во септември 2017 година поради немање дозвола за градба согласно постоечкиот основен проект за конзервација, реставрација и реконструкција на гледалиштето. Поради тоа, а заради соодветна заштита на остатоците од античкиот театар, изработен е анекс на основниот проект со кој ќе се извршат сите потребни конзерваторско-реставраторски работи согласно со Законот за заштита на културното наследство. Започнат е процес за негова реставрација, конзервација и реконструкција во 2016 година, кој што е прекинат во 2017, пред се заради фактот што сметавме дека реконструкција не е потребна во овој момент, бидејќи не исполнуваше одредени членови од законот. Покрај градење на седишта кои што не постојат, значи не можеме да претпоставиме дека такви седишта можело да има во толкав број и така наместени. Она што најмногу пречеше тоа е дека требаше да се направи оплата од мермер, односно од травертин, што не е забележана кај ниеден театарски објект во Римската империја. Така што тоа е апсолутно неоригинална идеја да се работи на некој римски објект, односно на римскиот театар, што претпоставува дека не би можело да биде автентично. Археолошкиот локалитет Скупи се наоѓа во западниот дел од подножјето на Злокуќанското кале во општина Карпош. Градот Скупи за време на римското владење е населен со римски воени ветерани, со што добива статус на колонија, највисок ранг на град надвор од Рим. Како единствена римска колонија на територијата на Република Македонија, локалитетот Скупи е еден од најзначајните археолошки локалитети во Македонија.
Последните систематски истражувања на театарот во Скупи се реализирани во период од 2013 до 2016 година од страна на Музеот на град Скопје во соработка со Институтот за историја на уметност и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Во деновите кога температурата на воздухот ќе биде над 35 степени, возило на Црвен крст ќе патролира низ улиците во општина Кисела Вода, а на граѓаните ќе им се делат шишиња со вода и совети и информации за превенција од несакани последици поради високите температури. Возило на Црвен крст ќе патролира низ најфреквентните улици во општина Кисела Вода во деновите кога температурата на воздухот ќе биде над 35 степени, а на граѓаните ќе им се делат и шишиња со вода за пиење. Активностите се дел од проектот Топлотен бран што општина Кисела Вода го спроведува во соработка со општинската организација на Црвениот крст. Совети и информации за превенција од евентуални несакани последици по здравјето поради високите температури. Граѓаните може да добијат на телефонските броеви 3211-417 и 071-289-203 секој работен ден во период од 11 до 16 часот. Се работи за проект во кој локалната самоуправа учествува со кофинансирање, а истиот е содржан во програмата за 2018 година на секторот за местна самоуправа и социјална грижа, заедно со општинската организација на Црвен крст на Кисела Вода, информираат од општината. Во продолжение следуваат куси информации за активности во скопските општини. Во текот на вчерашниот и денешниот ден се врши темелно чистење на хром. Службите на општина Ѓорче Петров во рамки на оваа акција работат и на косење на површините каде има потреба од интервенција. Општина Ѓорче Петров објави јавен повик за давање на користење на објектите за спорт, собственост на општината. Барањето се поднесува најдоцна до 17 јули. На користење се даваат спортски сали, училишни сали, фудбалски стадиони и тениски терени. Во ноќните часови на територијата на општина Петровец се изврши теретристично запрашување против комарци со специјализирана екипа од Центарот за јавно здравје Скопје. Вакви активности се вршат секоја година во овој период од годината, се со цел намалување и уништување на поголемиот број на комарци. Градоначалникот на аеродром на средбата со жителите на Долно Лисиче разговараа за проблемите со кои се соочуваат, особено во однос на инфраструктурата и за реконструкцијата на регионалниот пат Јурумлер-Идрачево. Од општината информираат дека продолжуваат да работат на останатите инфраструктурни зафати на улицата и околните краци. До крајот на работната недела ќе се задржи претежно стабилно и потопло време. Петок има услови за краткотрајна нестабилност на север и ќе почне да дува поинтензивен северен ветер. За време на викендот се очекува локален дожд и ретки грмежи, а ќе дува повремено засилен северен ветер. Во Скопје времето утре ќе биде сончево со температура до 33 степени. В петок температурата ќе достигне 32 степена, сабота 30 и недела 31 степен. Тука е крајот на урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.